Драги гледачи, добар ден. Вие сте одново со Тоа е фудбалот. Се закрви на светското првенство, благодарение на поразите на Германија и на Аргентина. Шпанија супериорна со 7:0 против Коста-Рика. Одлично стартуваше и Англија, а Бразил и одржа фудбалски час на Србија. Поздрав за нашиот гостин Атанас Костовски. На масата се 3 генерации на спортски новинари од спортската редакција на македонската телевизија. Атанас Костовски, највозрастниот, најмладиот Бранко Чупески и ја тука да е некаде на средината меѓу Таско и Бранко. Таско, како го чувствуваш светското првенство? Ја има ли возбудата која што владееше во времето кога беше во тек работниот твој век? Добар ден, добре ви дојдов. Ајде малку предрига, пред да започне надпреварот, малку загревање. Повели. Долго да ви трае ова работа? Не знам, ова До дружба. крајот на светското првенство. Па, јас посакам уште неколку светски првенства. Чуте, Господ, како велат нашите. Би рекол, ајде да се пензионирате овде, меѓутоа, ти си веќе пензиониран, Бранко е тука на пат. Па добро, уште едно, 2-3 првенства од срце ви посакам. Ти благодариме. Благодарност до Златна Копачка што ја овозможува оваа емисија, а јас ќе се обидам да бидам уште малку подобар од претходното типување, кое што не беше лошо, стигнав до 50%. Сега мојот поглед во иднината е отприлика ваков. Англија, Соединените американски држави 3:1, Франција, Данска 2:0, Аргентина, Мексико 2:1, Хрватска, Канада 2:1, Шпанија, Германија во фудбалската војна ќе нема победник 2:2 и Бразил, Швајцарија 3:1. Златко знае да каже дека е тапа во типувањето, не му верувајте, дека е тапа, минатото типување го погоди резултатот на најтешкиот надпревар, тоа беше Србија-Бразил, можеби не е точниот резултат, меѓутоа исходот максимално професионално. Ќе ве посоветувам јас да ги послушате неговите совети и да направите subscribe на YouTube каналот. Тоа е фудбалот на подкастот на колегата Златко Калински, затоа што и оваа прекрасна игра, а и нашиот колега го заслужуваат тоа. Се ближиме кон крајот на надпреварот, потребен е погодов, нафрлена топка и гол! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна Копачка. Ало, Белград, дали се слушаме? Се слушаме одлично. Поздрав за нашиот колега Оливер Бранковиќ. Србија мина низ тешка вечер. Какви се реакциите? На некој начин очекувањата беа изневерени против Бразил? Очекувањата беа многу големи одека во Србија. Меѓутоа, синоќ имавме бразилска самба, тоа беше евидентно. Во цел Белград, јас патував и баш пред надпреварот се враќав во Белград, влагав. Таква гужва беше, сите брза, мислам, со часови чекавме на семафори да поминеме, сите брза да го гледаат надпреварот Србија-Бразил, кој дома, кој по познатите белградски пивници, кои по ресторани, со друштво и така натаму. Едноставно, Србија живееше за овој надпревар. Очекувањата беа дека Србија ќе победи. Во сите овие анкети кои што се правеа, мнозинството прогнозираше дека Србија ќе победи со 2:1 и дека Нејмер ќе плаче. Дори имаше на бразилска телевизија една анкета од бразилска екипа дојдена во Белград, кај што збореа дека ќе бидат шокирани бразилците. Меѓутоа, мислам дека и гледачите во Македонија гледа, се случи сосема спротивно. Баш буквално самба оваква. Кои се реакциите? Јас
последниот преров Радио Телевизија Србија доста тоа професионално го одработува со постојани вклучување во Катар. Имаше голем број на српски навивачи, знам, тука се организира и патува преку Дубај за Катар. Во првите тие реакции, она што самиот тренер Пикси го кажа дека е шокиран и незадоволен од физичката кондиција на српската репрезентација. Вика, за мене постои само прво полувреме, каде што тактички одигравме, меѓутоа второ полувреме, не знам што се случи, јас сум шокиран, вика, од физичката кондиција на српските репрезентаци од сите, вика, и нема што тука да се каже. Доволно е тоа кога ќе играте со таква репрезентација како што е Бразил, кој што буквално ги измеле, што се вика македонски. И тоа е она главното што го кажа. После почна прашање на новинарите дали има нешто, некој изговор. Он кажа дека у суштина тројца најдобри играчи му се повредени. Митровиќ, Лаховиќ, Костич. Да. Меѓутоа, вика, они ми пријавија дека се добри физички, дека може да играт. Што се испостави дека не е точно. Има ли во весниците огнени стрели упатени кон селекторот токму заради тие изјави? Може ли селектор да не биде свесен за физичката подготвеност на едно светско првенство? Па и самиот Пикси кажа дека ќе очекува во Србија реакции на ова што го кажува, меѓутоа тој мора тоа да го каже, дека она што ни останува, дека ништо не е крај, дека у понеделник, ако не се лажем, игра Србија со Камерун, дека останува да се одморат, да разговараат, едноставно, бидејќи со оваква физичка кондиција, они нема и игра своја, не знам дали успеа 3 паса да направат овакво во текот на целата утакмица. Тоа не е констатација на медиумите дека тоа не е игра на Србија која што ја знае воопшто. Така да мислам дека држи ова што го кажа Пикси, дека немаат, дека тука паднати се и беше многу резигриран, дури упасен за понатамо како ќе биде, ако со оваква физичка кондиција продолжат Србија нема што да очекува понатаму. Да. Гласот на обичниот љубител на фудбалот, на навивачот, обично може да се види низ реакциите на социјалните мрежи. Какви се реакциите? Па, да ви кажам, молка. Не е баш нешто да Србија изгуби. Реакциите се дека не треба да се изгуби надежта. Знаете дека Србија е фудбалска нација. Живеат за фудбалот. Да не ги споменеме само Партизан и Црвена звезда. Тоа е догаѓај. Имаше дури критики дека одредени наставници ги пуштале децата од часови за да гледат утакмица. Имаше еден прашката за социјални мрежи. Еден ликот, не знам, од некој место во Србија имал закажано свадба, човек кој ќе откажал свадбата да иде у Катар да гледа Бразил Србија. Така да не се некои епохални реакциите, бидејќи Србија немаше игра некоја овакво епохална и нема зашто да жали. Едноставно беше надиграна од Бразил. Се работи за Бразил, не се работи за некоја второстепена селекција која што буквално сомере, мислам, и со резервните играчи, они само трча, не може да направат ни еден пас нормален, нема ни шанса за гол. Оно што успеав сега да прочитам Сабајаново, овакво од страна на бразилците, Тиаго Силва, негова изјава, вика, Пикси нас е поштовал, негови изјави су нас мотивисале уште подобро за да играат против Србија. Оно друго што успеа да пржа дека не има ствари, стварно се повредил и дека е неизвестно дали ќе може да настапи во наредните мечеви на Бразил. Така да не е некоја голема дебата, не се води. Изгубили сме, идемо даље. Така беше и на пресконференцијата, играчите исто така. Се случува, ние срамота да се изгуби од Бразил, 2-0 и 2 стативи. Идеме даље и сите очекуваат следниот меч дека Камерун ќе победи Србија за да може воопшто да се дискутира понатаму за настапот на српската репрезентација. Оливер, да се надеваме дека следното јавување ќе биде со подобри вести од Белград, со
поубаво ќе прозвучи твојот рапорт. Ти благодарам за јавувањето. Само да ви кажам, ја не успеав да оно што прочитав беше интересен и председателот Вучич, не знам дали пренесува доле. Овакво, веќе втор пат или трет пат тоа го потенцирам, гледаше на преворот со војската, седат и го гледа на преворот и ги бодеше, и кога губеа ги бодеше овакво српските репрезентативци, не ги критикуваше. И рече дека, исто како што јас навивам, вика, за Македонија на Европското првенство, се надевам дека и македонци, и цела Македонија каже дека ќе навива, и знам дека ќе навиват македонци за Србија. И тоа го пренесува дека сите медиумите, знам дека тоа точно, дека доле е мнозинството, секако дека да Впрочем, така е. за турската репрезентација. Уште еднаш благодарност за твоето јавување и за издвоеното време. На почетокот би сакал да речем дека во првиот круг добро игра и нашите помлади колеги, и му патиме поддршка да издржат до крај. Осумина, мислам 8 различни гласови, добро се вклопија, дури и подобри се од некои репрезентации. И искрено посакувам нашиот македонски глас да се слуша изворно, на лице место, барем во завршицата на светското фудбалско првенство. Како велат, сепак на лице место, оно е вистинското. Истото и јас им го посакав, жал ми е што одново немаме глас од еден голем спортски настан, Златко, но прашање е колку можеле нашите колеги да влијаат на таа ситуација. јас не упатувам критика до колегите. Јас До апелирам до куќава, затоа што една традиција која започна 1974 да се коментира светското фудбалско првенство над преварите со македонски јазик, не треба да се прекине од лице место збора, инаку се разбира од студиото, да. На крајот на криштата, тамо на коментаторското место, на мониторите, пишува македонска телевизија, дали некоја дотатка ќе дадат или не. Мене ми се случувало да рече, пишува македонска телевизија, па през чртале, напишале фиром. Меѓутоа, да, тука си, на лице ме те слушаат, те гледаат, останува во архивите. Значи, посакувам некој од нашите колеги да биде на лице место за Свети Николај, за финалето бар. Ќе бидам малку личен, со голема нестрпливост сум ги очекувал големите спортски настани пред се олимписките игри и светските првенства во фудбал. Нешто што како дете ми било сон да бидам дел од еден таков настан. Куќата и професијата ми го овозможи. Гледате како се радуваат фудбалери кои што немаат зацементиран статус во репрезентацијата, кога ќе се видат на листата на селекторот дека ќе одат на светското првенство, како реагираат. Како мали деца се радуваат што се дел од мундијалот. Ја како мало дете се чувствував прв пат кога се најдов на едно светско првенство, кога дојдов во ситуација да коментирам едно финале на светско првенство со една страшна возбуда, знаејќи дека тоа е нешто што е многу раритетно за милиони луѓе, нешто недостижно, и секогаш тоа чувство сум сакал да го споделам со гледачот. Сум по природа емотивен и сакав така да го пренесам своето чувство. Си успеал. Ако тоа ти значи комплимент еден од повозрасен колега, Сте успевале, двајцата. Сте Благодарам. успевале и тоа колку? Таско, беше на светски првенство во Англија, беше во Германија, беше во Аргентина, беше во Шпанија, беше во Заедно бевме во Франција. Франција. Да, заедно бевме во Франција. Италија.
Италија, да. во Италија. 7. Можеш ли да направиш една мала сега споредба Катар во однос на овие светски првенства што Ајде, што беше присуствуваше? Првото што го коментиравме на македонски јазик, јас и почитуваниот колега Иван Мировски, ти барем знаеш колку вредности тој имаше за Југославија, да речеме, Иван Мировски Вања беше коментатор број 1 во кошарка. И мислам дека насекаде беше слушан со задоволство на југословенските простори. 1974 година светско првенство, почеток, прв надпревар, први официјални зборови од светското првенство на македонски, токму на надпреварот Бразил и Југославија. И сега една споредба. Бразил и Југославија, тоа беше надпревар во кој играат две бразилски екипи, бразилската и европската. Тоа веќе се кажува. Беше 0:0. Тоа е разликата, да речеме, она сега од сите агли погледнато, Бразил и Југославија тогаш и Бразил, Србија синоќа. Во секој поглед. Југославија беше во фудбалот, а тој интегриран југословенски фудбалски простор во овој момент да беше се како што требаше да биде веројатно, ќе беше еден од главните кандидати и сега и на претходните светски првенства за шампионска титула. Впрочем, 1990 година, тогаш кога веќе се мирисеше дека федерацијата ќе нестане, на најдобар начин тоа се потврди, се докажа и драго ми е што и ние македонците преку Дарко Пачев и Војадин Станојковиќ имавме удел во тоа. И уште стотина имаше навивачи кои што отидоа благодарение на Дарко Пачев. И да не заборавам дека и во Италија и во Германија се 24 година на чело на Фудбалската федерација на Југославија беа македонци. 1990-та Томче Филиповски, а 1974-та Перо Кораба на местото на Павле Давко кој претходно си даде оставка. Така да, а таму беше и да не го заборавиме и Кире Дојчиновски кој беше во составот на 20 избраници на Милјан Милјанич, меѓутоа не заигра. Има разлика кога имаш своја репрезентација на светското првенство и кога немаш, што ја не доживеав. Добро, јас малку претходно треба да рече, тоа е вистинство, тоа е као фудбалерот да станал академик, кога е учествува на светско фудбалско првенство, особено во завршени надпревари, а коментаторот како ги завршил сите потребни школи и искуства и така натаму. На голем спортски настан може да се стекне име на коментатор, на новинар, на известувач и така натаму, зашто големите настани го прават и фудбалерот и известувачот. Тоа беше првото што ми беше предочено кога го заменив дресот на радиото со дресот на спортската редакција на телевизијата. Добро, ја учествував во тој трансфер, бидејќи... Како што Златко е виновен за мојот трансфер во спортската редакција. Па, добро, мислам дека фудбалот, олимписките игри, светските првенства и така натаму секојаш биле она што одбележуваше спортската програма на македонската телевизија, односно на југословенската телевизија ЈРТ. Ние како телевизија Скопје партиципиравме со 18 според бројот на претплатниците во откупните права. И сега ќе ви кажам, тоа не сум го рекол до сега, 1982 година светско првенство во Шпанија, учество на југословенска репрезентација, имаме добар, силен состав, добро, но и пенал на Заец, ако се сеќавате и Соренсен и судијата Соренсен. Да не се враќаме на тоа. Меѓутоа,
коментаторското место чини 4000 марки. Тоа е премногу. 54 надпревари се играат тогаш. И јас на колегиумот на спортските уредници предложив според Роси скалата да ги распоредиме и коментаторските места. Па ние со 8 ќе добиеме 4 коментаторски места, тоа значи Атанас Костовски или Никола Сотлатов или Иван Мировски тоа време ќе коментираат, а во исто време ќе бидат као водичи за српско-хрватските истовремечниот коментатор. Словенците парципираа со 12%, тогаш ќе имаат 6%, а преостанатите српско-хрватско јазично подрече. И одлично се вратиме на следниот состанок. Останавме осамени јас и колегата Иво Миловановиќ. Иво Миловановиќ најверојатно. Не ни помина предлогот и ние тогаш, за да биме присутни, веројатно, не знам, беше 82 во телевизијата и подоста. Да. Одевме по 10, отиде Солдат, па Вања, па на крајот јас отидов, бевме присутни, имаме специјални емисии, секој околу емисиите, може околу емисиите. За мене околу емисиите, да кажам, за мене најдобра емисија правевме 1986 Бошко Смаќовски. Не, 82-а беше тоа. 82-а. Во старата телевизија, во Нерези. Може да те подсетам. Јас бев дојден 2 месеца, дали 2-3 месеца дојден во телевизијата и држиш состанок за светското првенство. Јас сум резервна варијанта, додека се двајца коментатори на пат замената, да, по 2 надпревара кога има дневно. И заврши состанокот со покојни Јовица Атанасовски, кој ни беше драг колега, беше организатор и реализатор. Да. Отидовме после состанокот во Идарија, седнавме и си разговараме, ја прашувам, јас не сакав да прашам на состанокот, би испланирано се. Добро, викам, зошто немаме емисија направена, зошто не правиме емисија за светското првенство, имаме своја репрезентација, имаме таму известувачи. И Јовица ми вика, вика, треба некој вика да ја направи. Викам, ја викам, имам слобода и викам, ја би ја правел. Сега викам се технички како, ама вика, ја би ја реализирал. Ја и утре викам кај Таско Сабајле да му го предложиме. Не знам дали се сеќаваш. И направивме едно сценарио и ти викаш во ред, ако се нафаќате, работете. Работевме од спикерната, од каде што најавувачките ја најавува програмата. Меѓутоа, дојде во спортска редакција Бошко Смаќовски, го слуша разговорот и вика, може ли ја да учествувам во емисијата со свое катче? Сатирично катче. Па тоа се прошири и на карикатури имавме, па правевме и прилози специјални, така да емисијата се викаше Мундијал Гол се викаше, а Бранко Давидовски, кој што известуваше за радиото, се понуди да ни биде секојдневен известувач покрај нашите коментатори, така да таа емисија си доби многу убава гледаност имаше и ја изработивме за време на целото светско првенство. Сега Златко ме подсети 1976 година, телевизија Скопје имаше забавно спортско попладне, кое почнуваше во 1:30 до 19:30, во кое имаше се и се што, имаше, се разбира, и еден директен пренос, музика, знам, Гочев ги симнуваше овие хитови од странски телевизии и така натаму, Гоче Јанковски, извореден соработи беше на таа тема и воопшто на спортот. И што се случи? Јас реков, ајде сега и вестите да ни одат во живо. Војче Локвенец, кој цел живот изворено ги подготвуваше вестите, го убедев да ги презентира во живо. Се реши, конечно, дојде во студиото, клучена камера, почна да ги чита вестите и во еден момент вика точка, нов ред. И продолжи.
20 години човек кој подготвува вести, кој едноставно стално диктира, едноставно не се загуби, се сроди со она што секојдневно го работи. Имавме во таа емисија дури и скечеви, имавме карикатури, имавме се. Едно година траеше, да речем јас тие 1976 година ниту еднаш немав неделен ручок, со колешката Снежана Липовска ја водевме, меѓутоа следната година кога поднесовме барање како спортска редакција, во таа програма да се вклучи и забавна и културна редакција и така натаму, во куќава никој не прифати и јас гаснавме таа емисија која беше единствена во Југославија и мислам дека гледаноста беше многу голема. Тоа после малце го проширивме, ако се сеќаваш, 1990 година. Правевме специјална емисија Гол Шоу. Ти кога се врати од Италија, рече нашето студио изгледа подобро од студиото на Рај. И да не забораваме, во финалето единствено селекторот на југословенската репрезентација Ивица Осип учествуваше кај нас на телевизија Скопје. Едноставно ние имаме некоја поддршка, не заради Томче што беше иден. Имаме однос према репрезентацијата која да е наша. И наша беше, немаме ние друга репрезентација. Коректен однос. Знаете, јас отидов во Италија, со Јовица беме, отидов во Италија, последен подготвителен надпревар Југославија, Холандија во Загреб, се ентонираше химната на Југославија, целиот стадион се видеше. Страшно беше. Мирисаше што она ќе се случи и кога стигна нашата репрезентација во Италија, на пречекот тамо, на конференцијата за печетот, такви лоши прашања имаше. Јас станав, едноставно поставив вистинско прашање, мислам, тогаш и нека го и зацврстивме односите с пријателски сосип. Добро, тоа беше што правиме. Заутре ке скокне топката на средната Југославија. Германија, изгубивме 4-1. Да се вратиме на она што ни пресна. На реалност. Така да, синоќе, реалноста и да се вратиме е таа што... Меѓутоа, како течеше светското првенство, полека се сменуваше расположението. Југославија стигна до четврт финале, беше на чекорот полуфинале на тоа светско првенство. Се направи една фудбалска еуфорија, читав едно интервју на Ивица Осим, може би претенциозно изјави, ако станевме светски шампиони, немаше да се распадне Југославија. Златко, јас... Една вистина фудбалска еуфорија, каде што тој национализам полека мислам дека исчезнуваше барем за време на светското првенство. Златко, ова што рече дека Југославија ќе беше, јас мислам, не 99, 101%. 1987 година светски прваци во младинска конкуренција во Чиле. 1990 година на светското првенство, осим, мислам, сгреши малку, Дарко требаше повеќе да му игра. Илија Најдовски Требаше. Збориме за Дарко, кај Најдовски он имаше некои решенија, требаше сигурно, меѓутоа на тие клучеве против Аргентина, Дарко ќе дадеше гол, немаше бари да му биде, сигурно ќе дадеше гол при изведувањето. Ама сепак потврдија дека се блиску до врвот 1992 година. Јас мислам, може би ги има во архиве, еден од најдобрите по мене коментари што се ги направил е врзана со Хак, со Макфес нашиот, една песма на сестрите Маријана и Росана, со една песма на еден словеначки певач од нашиот Макфес, кои зборат, пеат за мир, во Хак ни нудија, што се вика Лепи сол, 91 година, а во пресет на Олимписките игри 92 година. И сеќавам дека
нашата репрезентација требаше да патува тие денови за Фарски острови, ми останало осеќавање дека селекторот Хрват води репрезентација составена од словенец, македонци, црногорци, срби, бошнаци, оптимисти дека и беше така. Отидовме на Европското првенство и да не ја вратеше УЕФА репрезентацијата на Југославија од тоа Европско првенство, барем 20 дена ќе имаше мир во Југославија. И околу Дарко Панчев токму после светското првенство потврди дека му беше апсолутно место во репрезентацијата. Беше најдобар стрелец во квалификациите за 10 за Европското гола првенство со постигна. 10. Да. Со 10 Пред гола. Папен беше, да. И тоа мислам дека поради не ги одигра сите надпревари, беше апсолутно најдобар стрелец со 3 или 4 гола пред вториот стрелец во тие квалификации. Така да сме разговарале со Дарко и му забележал на Осим, вика, добро, јас едно полувреме нема да дадам гол, а Златко Вујович не дал гол, например, Точно. со месеци. Па сега, знаеш, ако сетиме Спасовски и Џајич, по мене Мето Спасовски е еден од најдобрите македонски фудбалери, меѓутоа немаше среќа човекот. Играше во времето на Драган Џајич. 2 надпревара, 3 гола, од кој еден на Маракана, 2 во Скопје против Белгија. Да. Тоа беа квалификации за светско Тој е првенство. најефикасниот, има одиграно 3 надпревари и има постигнато 3 гола. И сега што е за мене еден од најголемите новинари, интелектуалци, како да се земеш Никола Солдатов. Добро го знаеш. И одлично соработувавме. Тој од радиото, 11 години повозрасен од мене, дојде и вика, имам некои здравствени проблеми, да се вратам малку на спортот. Работеше во радиото се. И дојде, ми се чини, 1967 година во спортска редакција. И ти му дадев, јас едноставно месечниот план, бирај, едноставно, што овој месец би работел од коментирани. Добро, не одеше за вести, за дневник и така натаму. Работеше фудбал и кошарка. И еден надпревар во Сплит, Југославија и Шведска, и стварно Џајич играше многу слабо. И баш спомнат тоа што јас го кажувам за Спасовски и ова, и само затоа што игра во Звезда Џајич, затоа што е близко тамо до ова е една реченица просто проширена, во тој момент Џајич зима топката на половината на Југославија, помина се што можеше се помини и постигна гол. Полошо за коментатор Демант, се враќа од Сплит, Солдат вика, бриши ми, ја веќе фудбал не работа. Се пензионира како кошаркарски коментатор. Многу, сакам да речем, колку е образката, колку е тежината наша на коментаторот во некои моменти можеме неправда и себе си, а и на другите да нанесе. Добро, Таско, за момент да го прекинеме разговорот, да отидеме во Катар. Ало, Катар, повик за нашиот колега Игор Паневски. Здраво, Златко, поздрав од Доха. Игор, како е да се биде известувач од Катар деновиве? Полека стигувавме до почетокот од вториот круг на надпреварувањето на светскиот шампионат тука во Катар. Што се однесува до овие изминати 7 дена во Катар од организацијска гледна точка, барем што се однесува до медиумите и навивачите, функционира се безпрекорно. Оние 200 милиарди долари кои што се вложени во организацијата на светското првенство се видливи, евидентни се за око. Транспортот функционира безпрекорно и за навивачите, и за новинарите.
Купени се околу 3000 автобуси кои што треба да ги пренесат сите представници на медиумите кои ги има во огромен број. Тука се отприлика акредитирани околу 20.000 новинари буквално од секоја точка на планетата и може без посериозен проблем да се стигне до сите надпревари на шампионатот. Организиран превоз, се знае буквално во колку часот кој автобус трга, превоз за сите, меѓутоа најголемиот проблем за организаторот и за сите оние кои што поточно најголем проблем за новинарите е фактот што има премногу строги безбедносни контроли, па влегувањето во стадионите е доста бавно, се контролира буквално се скенира буквално се, дури се оди и до најситни детали, како што е, например, симнување на каиш, не се дозволува, например, внесување, имате проблем ако имате во джепот гума за джвакање, па ќе се убедите малку со луѓето од обезбедувањето, па и ќе можете да ги внесете. Дополнителен проблем е непознавањето на англискиот јазик, кај голем дел од луѓето кои што се ангажирани за безбедност тука. Има огромен број, например, ангажирани се 50.000 полицајци и со оглед на фактот дека Катар е земја која нема толку полицајци на својот платен список, па се ангажираат луѓе од останатите земји од регионот и од Европа. Например, има 5.000 турски полицајци, ангажирани се 200 припадници на елитните полициски сили на Франција. Тие не се видливи на стадионите или во градот, едноставно тоа се сили кои што се ангажираат при евентуални нереди, а барем за сега се тече во безпрекорен ред, нема никаков проблем, едноставно луѓето се дојдени тука да гледаат фудбал, да ја поддржуваат својата репрезентација, да уживаат, така да нема апсолутно никаков проблем. Мака за сите е фактот што организаторот се погрижи да обезбеди идеални температури за играње фудбал, за следење фудбал, меѓутоа температурите се далеку од идеални. Говорам дека ова е прво зимско првенство во Катар, нема зима, меѓутоа температурите се идеални. 25 степени Целзиусови до 27 максимално. Меѓутоа се уклучуваат сите климатизери кои што се на стадионите, освен на 974, таму нема климатизација и температурите се премногу ниски. Дури 18 степени Целзиусови е на трибините и луѓето кога ќе дојдат надвор од 25 практично се смрзнуваат, се жалат на тие температури, меѓутоа организаторот ги има тие климатизери, ги користи и тоа е еден од проблемите со кои што се соочуваат и гледачите и новинарите. Катар е земја која што има нешто повеќе од 2 милиони жители, меѓутоа успеа во овие 30 дена да обезбеди сместување за околу 2,5 милиони луѓе кои што треба да дојдат и да ги следат мечевите на светскиот шампионат. Тоа не е мала работа од едноставна причина што ќе ви дојдат луѓе готово во еден месец колку што ви буквално популацијата во државата, меѓутоа има сместување за сите, цените се повисоки од европските и светските стандарди, меѓутоа такво време на светски шампионат во фудбал, еден од најголемите спортски настани и поради тоа и цените се малку повисоки. Но и тоа се става во втор план, навистина за сите кои што ќе дојдат тука обезбедени се идеални услови во време кога немате билет за да следите надпревар, можете да дојдете во неколку фан зони кои што се наоѓаат во самиот град, кои што имаат капацитет од 30.000 луѓе. Најголемиот дел од нив се буквално исполнети до последното место и например на половина час до 45 минути пред надпревар веќе не можете да влезете во тој дел од градот да следите надпревар на голем екран и тие зони се затворени. Се работи до 2 часот по полноќ, тоа е одлука на државата, за да може да се забавуваат сите оние кои што не се на стадиони, а воедно и сите да можат да обезбедат храна, и да стигнат до своето сместување со оглед на фактот дека последниот надпревар на шампионатот во текот на денот завршува тука точно на полноќ.
Реков, јавниот транспорт функционира безпрекорно. За новинарите се купени 3000 автобуси, кои што буквално можете часовник да навивате по нив кога е нивното време на поаѓање. Има 4 метро линии кои што се поврзани со сите автобуски линии, така да можете без проблем да стигнете до секој стадион. И сето тоа е видливо и евидентно, како што реков, тие вложени 200 милиарди долари, од кои само 10% се во стадиони, останатото е во инфраструктура. Сето тоа доволно говори дека сепак овој шампионат функционира безпрекорно и покрај сите стравувања од страна на луѓето од останатиот дел на светот дека ова може да биде еден од најлошо организираните мундијали, да биде се претвори во еден настан кој што нема да привлече огромно внимание. Напротив, 99% што би се рекло, луѓето се задоволни од престојот во Катар, уживаат во периодот што го минуваат така во овој дел, така да навистина до овој момент се оди како што треба, а како поминува времето, сигурно дека и сите овие ситни проблемчиња кои што се појавуваат во текот на овие 7 почетни дена од шампионатот ќе се надополнуваат, ќе се елиминираат и луѓето ќе можат без никаков проблем да следат се што сакаат и да одат каде што ќе стигнат. Тоа од прилика најинтересното за овие први 7 дена што се однесува до организацијски дел. Има навивачи буквално од секоја точка на планетава, секој можеше да си купи билет, а што е најинтересно, например, на преварот вчера меѓу Португалија и Гана имаше луѓе кои што се дојдени дури од Виетнам, една група од прилика 100 луѓе, кои што дојдат специјално да го следат Кристијано Роналдо и буквално секој негов контакт со топката беше еуфорично проследен, па уште кога постигна погодок, половина од стадионот стана на нозе и го поздрави погодокот на португалецот, луѓето беа пресрекни, се радуваа на тој гол сите, освен навивачите на Гана кои што ги имаше некаде во завидна бројка од околу 2000 луѓе. Интересно е што Катар е земја во која што работат луѓе од сите делови на планетава и готово секоја репрезентација си има свој поддржувачи тука кои што можете да стигнете до влезници, особено селекциите кои што доаѓаат од Африка, од Азија и од околината од Блискиот исток, како што е например Саудиска Арабија, посебно оној северен дел на Африка има многу мароканци и тунижани кои што доаѓаат тука и работат тука и ја гледаат својата репрезентација. Реков, се на се добро функционира се. Оно што се очекуваше навистина се потврди. Катарците се покажаа како добри организатори и се надевам дека мундијалот ќе продолжи во исто темпо. Потребен е поен за победа. Прв сервис. Гейм, сет, меч. Победа! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна копачка. И натаму, драги гледачи, остануваме со сегашноста, со светското првенство во Катар. Му ја предавам палката на колегата Бранко. Да кажам прво благодарам Златко на довербата. Ова е како на Симон Трпчевски да сте му ги дали Моцарт и Бетовен да разговара со нив за двајца за кои што нема тајни во спортското коментаторство, за кои што нема тајни во фудбалот. Немој да ми забележите ако сгрешам некаде. До сега мене нема збунето ни еден соговорник, меѓутоа може со вас да ми се случи тоа. Ќе почнеме со повозрасниот Атанас Костовски, символот за македонскиот фудбал, за македонското фудбалско коментаторство за време на неговата кариера. Има ли Таско, популарниот Таско, најдраг надпревар во кариерата искоментирано? Прво ме интересира тоа, па потоа ќе продолжиме со актуелното светско првенство. Да, веројатно е првиот на репрезентацијата на Македонија. Во Крајн на 13 октомври, многу причини што успеавме да го обезбедиме без додатни финансиски средства од македонската телевизија
И на крајот, па првото не се заборава. Уште кога и победа, малкумина очекува дека ќе биде 4-1. И тоа колку добар резултат како за вовед во македонската фудбалска историја. Таско, досега светското првенство, дали фаворитите одиграа според посакуваното, затоа што видовме два големи резултати на сметката на Саудиска Арабија и на Јапонија, кои што за чија сметка пак тагуваат во моментов или се прашуваат што им се случи аргентинците и германците. 1970 година Југославија стана светски првак во кошарка, Жеравица ви рече на првенството, на равноправни екипи, треба да одиграш неколку добри надпревари, а само еден за да биде светски првак. Југославија тогаш победи Америка, стана светски првак. Значи, ова е фаза каде што може да се игра и под очекувањата. Ајде така да го прокоментираме настапот на Србија. Меѓутоа, едно е сигурно дека нов светски првак нема да има, еден од старите екипи, а засега покрај Бразил, Шпанија и Англија, не знам која. И Франција беше многу солидна. Да, и Франција. Право, се согласувам. Тие 4 екипи, значи, најавија кандидатура за оние последни надпревари, меѓутоа, не знам, Меси ќе заврши кариерата со фиаско, не. Не треба аргентинците да се отпишат. Прерано е. Како и да е, Германија и Аргентина, мислам дека се во голема неволја. Сега ќе треба многу ментална сила. Ќе го подсетам Таско, 1982 година во првото коло Германија загуби од Алжир со 2:1, стигна до финалето. Што загуби во Италија, Аргентина загуби од Камерун, па играше финале. Во 1990-та го работеше тој надпревар. Аргентина, Камерун 0:1. Омар Бик, Аргентина стигна до финалето. Ке се подсетиш на 98 година, Бразил загуби од Норвешка со 2:1. Торе Андре Фло им го даде победничкиот гол, беше така интересен, висок напаѓач. Бразил стигна до финалето. Може нешто да кажам. Бранко, ние двајцата сме во Франција. Златко е првиот дел, јас стигнам, тој треба да се врати. Прво предај на телефонот, тоа се појавија тие мобилни телефони 1998 година. Имавме некој. Да. И во хотелот, и сега јас стигнам, се сместив, треба да се акредитирам. Метрото, влегувам, се качив и на перон, ми го нема новчан. Мене ме испрати на аеродром. И јас одам со метро на аеродром, таа ходи на акредитација. И се го нема новчаникот. Се свратувам, гледам еден бега, ја по него, ми го фрли новчаникот, гледам, добре, 200 франци, не знам, бидејќи $100 или марки морав да променам, на аеродром се разбира така. Не да целиот веб обрием во пот. А само што стигнам, а треба и ходам да се плати и да се престојува. Ми го фрли и среќа, се добро се заврши. Златко, и за тебе прашање на почетокот, една од репрезентациите, односно на големите настани, другите противници треба да се плашат од оние репрезентации кои што играат тивко, меѓутоа сепак некако туркаат напред, туркаат. Италија знаела со 0-0, 1-1, 0-1, 0-0 да стигне до финале, да освои титула, и други репрезентации го правеле истото. Тоа сега некако го прави Португалија. Дали последниот танц на Роналдо, Кристијано Роналдо, како што кажа Таско, Меси нема дозволи да заврши со фијаско, дали и тој нема да дозволи, и дали и тој полека ќе ја турка својата селекција кој напред, дали треба и Португалија да биде во тој круг на фаворити? Апсолутно. Јас го работев Европското првенство во Франција, кога Португалија стана европски шампион. Почетокот не беше така уверлив. Португалија многу не фигурираше како голем фаворит наспроти една Франција која што беше домакин,
наспроти Шпанија, која што беше исто Расни така репрезентации, силна, да. Англија, меѓутоа португалците во моментов имаат страшен фонд на фудбалери, мислам дека Фернандо Сантош ќе има големи проблеми да ги компонира коцките, поготово со присуството на Роналдо, кој што гледаме дека е под еден, би рекол, стрес. Му заврши стажот во Манчестер Юнайтед, во јавноста има разноразни коментари, очигледно дека нешто се случува и во соблекувалната, негови соиграчи имаат забелешки на неговото однесување, но ова е светско првенство и мислам дека мотивот е огромен, никогаш Португалија не била светски шампион. Може би ова последна шанса, но ќе видиме, што туку е почеток на првенството, што туку ќе се разгоруваат нештата. Да, го спомена, Таско го спомена Златко Роналдо, односно јас го споменав Роналдо, се надоврза Златко, и сега прашањето се поставува само по себе. Кој играч ти остави најголем впечаток на овој мондијал? Има ли еден, може ли да издвоиш еден играч кој што не се очекувало така добро да одигра, или пак од кого се очекувало и го одиграл, го дало на што требало да го даде? Да ти кажам искрено, малку сега, повеќе ги слушам отколку што ги гледам надпреварите, за сега не би се определил. Меѓутоа, нема да има некое ново име, што ќе се брои или ќе затемни некако славата на овие веќе споменатите. Меѓутоа, тоа е првенство, место за инспирација, за врвни достигања. Може некој. МБП? Може да биде тамо во Русија беше најдобар, а овде да беше оној вистинскиот најдобар. Еден од оние што сакам сега да не биде дека навијам за португалците, да го истакнаме Леао. Влегува во игра, прв контакт дава човекот гол. Дали од тие млади фудбалери, Златко, очекуваш можеби да ги понесат селекцијата? Мотивот е огромен. Мотивот е кој ќе се влезе за млад фудбалер. Уште во прв надпревар има таков старт. Сето тоа дава голем поттик и тоа со широка насмевка на лицето, како да знаеш дека топката ќе влезе во голот уште пред да ја шутне. Да. Јас би го прашал Таско, дали ова првенство ќе го има сјајот на предходните со оглед на тоа што се одржува во земја. За фудбалот што ќе се игра немам дилема дека ќе биде прекрасен фудбалот. Меѓутоа она што е придружничка на мундијалите е атмосферата. Тоа е атмосферата, тоа се навивачите, тоа се фан зоните, тоа се скриновите на големите плоштади. Мислам дека тоа нема да Катар да го пружи. Па добро сега, времето е тоа што е, не е време за точење на пиво, сите термини порано беа некако врзани, многу се пие пиво, не, за време на европски светски фудбалски првенства, точно е, тие и такви редови на редот што се вика и поредокот на Катар, ќе имаат влијание и врз атмосферата. Меѓутоа не може да му се одземе правото до крај и на бразилецот, и на аргентинецот, и на србинот, и на хрбатот, и на сите кои се декор и сигурно од оние 80.000, тие се 99%, на домакините може би 2-3%, така ќе има таа атмосфера, се зависи, мислам, кои се репрезентации ќе одат према завршите надпревари. Не може бразилците да не направат атмосфера. И дека можеби, јас би посакал сите овие контроверзи што се врзани за ова светско првенство, би сакал полека да почнат да стивнуваат, би сакал сега заканата на Данска да не се реализира дека ќе го напушти светското првенство, ако капитенот не ја... Да, и дека ќе ја напуштат FIFA. Раката со една љубов, да. Неколку репрезентации од Западна Европа. Најверојатно ќе има попуштање од сите страни. На крајот на криштата, не само што е многу вложено,
па и сите тие фудбалери на крајот на криштата ќе направат атмосфера. Ако негде запне, не е тоа синдикат, меѓутоа сепак е многу јаке асоцијации ФИФА и УЕФА нема да си дозволи до тоа да дојде. Инаку штете, јас имав вака едно размислување, дали светот, дали ФИФА, дали УЕФА, дали воопшто сите, па и врвните политичари во светот не ја искористија таа можност да завладе малку мир во Не искористија или не сакаат да завладе? Сега тоа е прашањето. Еден единствен апел на Џани до Путин не вроди со плод, очигледно. Не знам, требаше малку поголема организација на сите тие самити што го организира, па на крајот на криштата знаеме, сме учени, не сме читале. Ги сопира и војните. Ги сопира војните спортот. Овде никој не сакаше од големите, од оние што може би се вмешани во судирот во Украина, да повлече потек, ама оној вистински. Со еден Штета. со едно вакво размислување, со еден ваков апел, останува да му се заблагодарам на Атанас Костовски за учеството во емисијата и на помладиот колега Бранко. Само ова да рече, од овде, од нас тројца, да испаде еден апел светски нека биде, барем не затоа што е Свети Никола, барем на финалето да нема ниту еден истрелан куршум во Украина. Упатете авиот, како се вика емисијата. Тоа е фудбалот. Тоа е фудбалот. Тоа е фудбалот. Тоа е фудбал. Да потврдиме уште еднаш дека фудбалот е сепак неубавата споредна работа на светот. Вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието и натаму останете со нашите емисии и со возбудувањата од Светското првенство во Катар.